Тој испрати пациент дома за да умре, затоа што таа не можеше да си дозволи да плати мито. Тој беше платен да гледа настрана, кога една фабрика истори токсичен отров во локалната река. Таа наплатува нелегални такси во незиното училиште и така децата од сиромашните фамилии остануваат без образование. Тој користи пликоа полни со пари за да победува на тендери, додека неговите конкуренти банкротираат. Тој дозволи полицаецот кој малтретира затвореник слободно да си замине. Корупцијата предизвикува непроспиени ноќи за милиони луѓе. Зошто не и за корумпираните? Време е да се разбудиш. А немаше појма дека јас живеам у железара и дека железо примам секојдневно преку инхалација, која Минчо ќе ги пушти тоа од џаците у промет. Али ја и сега да оставам респираторни проблеми на плуќа, да се навратам на газот. Поточно на моите хемороиди. Се будам ја еден ден така са бајле, шо да видам под мене тоа чаршав од крв. Пробуричкав да не најдам некоја коњска глава као кум еден. Шо му знаеш, си викам, банкиве со коњскава глава да не сакаат да ме подседат дека им дужам пари. Пошто банкиви не се ништо друго освен рекетари и лихвари. Али пошто не најдов нели коњска глава, видов дека крвта ми лие, шо би рекла таа од куратица, директ од газов. А газот ме боли, шо би рекле прилепчани, ебаго си го наебал. Ебаго си го наебал. Ова е многу добар слоган за секоја кампања у Прилепско. Еве да кажеме, на билбордо пиши: ако земиш мито, ебаго си го наебал. Ако речиш дека лидеро нема појма, ебаго си го наебал. Ако го чепниш негојот братучет, ебаго си го наебал. Хајде да не јадам ја гомна ебаго, ја да не го наебам, да си се вратам ја на газот. Значи се будам, гледам крв, одам право у веце, шо да видам? Хорор. А гзот црвен као кај оние бабунине у зоолошка. Се исплаши, вика морам на лекар. Ама не смеам да идам кај матичнава. Еднаш и бев со ешерихија коли у грло, ако ја отидам сега со дефектен газ, а газот нели е познат као родно место на ешерихија коли, може свашта да посумља. И шо да ја кажам бе, ало, ме боли газот, ми тече крв, знам шо ќе ми каже, иди одма у тие специјалистичките клиники, може е нешто опасно. И право да ви кажам, многу се исплаши. Бе, шо се вика, на човек ауспух на кола ќе му затропа, па ќе се исплаши, а камоли газот да му тропа. Ја правец у една од оние приватни клиники, шо се викаат Свети овој, Свети оној. Влагам внатре и тамо гледам напишано со големи букви: добре дојдовте во Свети овој. Си викам, шо е ова бе? Болница или Охридска архиепископија? Као да сакаа да ти кажат: слушај шефе, ако овој светецов не ти помогне, ние ич. Ние сме ти овде само за фискална, така да свети у рацете на овој баткава од иконава. Шо да се прави? Таков е бизнисот, не можеме да преземеме одговорност. Ако се излечиш, ќе кажеш браво, лекариве беа стручни, а ако не се излечиш, ќе речеш добро сеа, Божја работа, светецот така сакаше, се беше во негови раце, ама ете не успеа. И ја така додека го гледам нели светецов на иконава, ми текнуе како се вика болниците пред 30-40 години во таа старата држава. Имаше на пример една болница, се викаше Војно-медицинска академија у Београду. ВМА. Бе, кој ќе чуе болеста незиното име, одма ќе избега од тебе. Пази, имаш воена, што значи војска, моќ, тенкови, авиони. Имаш медицинска, што значи знаење, наука, точно диагностицирање, апарати, технологија. И што е најважно, имаш академија, што значи си имаш работа со академици. Али некои нашиве што те прскаат со мочка против уроци. Него имаш работа со београдски академици, бе. Тоа беа болници. А не овие нашиве,
вади се на светецот. Едно, две светецот. А тој светецот и онака цел живот го поминал у испосничство, ни вода пил, ни леп јадел, па кој ќе му нагрнат еден куп пациенти, нормално не може да искочи на крај со нив. А баш ке овие нашиве доктори, побрзо ќе ги најдеш у Солун, како со шопинг им се одмаздуваат на ова грциве за името, отколку ќе ги најдеш што ќе ги најдеш на клиника. И ја така седам си размислувам и си викам, чекај бе, ние можеме да смислиме, имаме подобри имиња за болници од овие светциве бе. Еве да кажеме, зашо некој од болниците не си ја крстиме народен херој Васил Антевски Дрен. Застанеш пред болницава и си речеш, болен влегуем, здравко Дрен излегуем. Или ич не излегуем. Мислам, ако ми се уарни смештеот со сестриве тамо внатре. И така пун себе влагаш кај докторов. Али ја не влегов пун себе која влегов кај овој мојот доктор. Зашо веќе имав искрварено пола литар и ќе искрварев цел да немав бутнато од онаа екстра сензитив со 4 крилца. Абе, алал да ви е значи на вас жениве како успевате додите со тоа бутнато позади. Не, стварно, мислам, со таа екстра сензитив вака кој ќе пуштат еден чекор, абе не можеш да приметиш дека има екстра сензитив. А ја, која влегов кај тој докторот, влегов као она пингвинче на Чили Вили. И влагам кај него, он беше некој, не знам, хирург специјалист, хирург за газови, или латински кажано, примариус анус.